Здраво на сите и добро дојдовте во моето ново видео. Уште сум малце болен, така да ќе ми простите малце за тоа, затоа што уште сум болен и не можам убаво да се оздравам, ама морав да седнам да го снимам ова последно видео за 2018 година. Некако и самата порака и целта на се ова што го правиме на YouTube е да бидам искрен со вас. Сакав ко последно видео малце така да се отворам душичката и заедно да направиме некоја ретроспектива и да видиме што јас, односно ние направивме заедно во 2018 година. 2018 година беше многу важна година во мојот живот и е нешто што не можам да не го прокоментирам, така да ова видео е важно и се надам дека сите вие ќе останете до крај за заедно да го собереме се тоа што се случуваше годинава. Погасно ќе се навратам и на настаните што се случува хронолошки од јануари до декември, што се случи оваа година, али прво ќе зборам онака за мене што тоа значеше. 2018 година ме промени повеќе од било кога, што мене многу ме радува. Професионално беше најуспешната година, дефинитивно поуспешна од било која година до сега. Ќе оставам тоа на крај, така да останете до крајот на ова видео за да ви кажам што тоа следи, малце да ви откриам нешто за 2019. Отстранив и многу луѓе во мојот живот, од мојот живот, што ме научија многу работи, многу лекции кои беа потребни да ги научам за да станам тоа што сум сега и едноставно да ги отстранам тие негативни вибрации и работи што мене не ми одговараат, за да можам најчисто и најубаво да си продолжам понатаму. Така што ако се уште имате вие некои луѓе кои мислите дека не заслужуваат место во вашиот живот и сакате да ги отстраните тие негативни вибрации, направете го тоа. Научив многу повеќе да се сакам себе, што е нешто што многу ми фалеше некоја си таа самодоверба. 2018 година беше годината кога јас најмногу научив како е тоа да се сакаш себе и да едноставно секогаш поише гледав за другите, али 2018 можам да кажам дека бев малце посебичен и прв пат во животот гледав малце и на себе и не погрешив со тоа. Победив и многу стравови во 2018 година, повеќе од било кога, тоа ќе го зборам малце понатака кога ќе навлезам по настаните што точно се случуваше. Научив колку е битно здравието. За жал еве уште сум болен. 2018 година беше година кога јас воопшто не се грижав за здравието и со самото тоа зголемување на обврски, на стресови, на не знам што, едноставно не се пазиш, си го уништив здравието, имав проблеми и уште имам, не можам масално да се оправам, али ете, подседник и до сите, нека видова лекции за сите, здравието е најбитно од се, така да гледайте прво да сте здрави, па после се друго, за се друго има време, али ако немате здравие, џабе ви е се останато. Запознав многу нови луѓе што ми донесува топлина во животов и што сум среќен што ми влегува во животот и што запознав и сакам во 2019 да запознам уште повеќе луѓе. Не знам, секој нов карактер и секоја нова душа во твојот живот е различна и добра за тебе, така да сакам да запознам уште многу луѓе. Не знам, многу ми е чудно колку само една година може да смени. Една година, колку само една година може да смени во твојот живот. Како некоја си порака од се тоа што случуваше во 2018, некако ми останува само дека твоето психичко здравје и психичко и општо твоето здравје, ако тоа не ти е добро и ако не ти е средено, тоа џабе се. Така да гледате да останете здрави и вашето психичко здравје да е на високо ниво и се друго е помалку важно. Еве сега ќе морам тука да читам за да се потсетувам хронолошки. Ги издвоив оние некои најголеми работи што се случува во 2018. 2018 беше година на многу соработки. Уште во јануари почна со Family Star, со Телеком. 90 секунди го доживеа најголемиот пик кога се уште најгледаното видео на мојот канал е објавено некаде крајот на јануари, мислам дека, и беше Лила со 90 секунди што се уште најгледано видео и ете влезе ко нешто зашто беше прво на трендинг и се уште ми е едно и единствено видео кое било прво на трендинг во Македонија. Ете мило ми и си го памтам уште и сато го запиша во овие работи. Првпат се појави во списание, некаде почетокот на годината беше кога првпат бев во Наш свет и така некако тоа ми остана за секогаш. Се случи специјалот за 20.000, тоа беше првиот специјал во 2018 уствари, каде што уште еднаш се справив со тие чудни животни и го победив. Мислам дека сега трет пат
Тоест пак ќе им биде страф, али ете. И тоа беше некое соочување со страф, што го носам кој некоја тематика на специјали. Гостувавме со Марко на 1 на 1, што за мене е посебно драго искуство и посебен спомен што ќе ја памтам, зашто 1 на 1 го гледам кој најголемото ток шоу кај нас и го гледам како достигнување да доеш до таму. После се случи JTMKD шоу 12.5.2018, настанот кој ни го смени животот, ни отвори некои скрос нови врати и погледи и ти смести во главата до каде си и што уствари правиш, зашто таа публика која видовме пред нас кога застанавме на таа бина беше многу бројна и не само што е многу бројна, туку вие сте најдобрата публика која постои на светов, што толку страстно едноставно не подржуваат и што и да кажам, ќе бидам малку за да ви се заблагодарам за тоа. После заврши 90 секунди, првата сезона ја заокружив, го направив оној плакат за да имам некое си нешто така да ми остане што ќе памтам за првата сезона 90 секунди која ми беше првата сезона на предобро искуство, после што има летав за прв пат. Колку години имам тоа? 20 години, на 20 години летав прв пат. Порано никогаш претходно немав летано никако и многу ми е мило што го направив и тоа што конечно се решива, да не беше YouTube, немаше да се решам тоа да го направам баш сега, ќе го пролонгирав за кој знае кога. После да си купив iPhone, си купив нов телефон што исто така многу го сакав. Сите знаеме што се случуваше со него, имаше некои таму видеа што отидоа вирални, што 3 пати го сменив, али ете, фала Богу сега, ете, зашто уште не ми се верува дека уште ми стигаат пораки и ме прашуваат како е телефонот, добар е, го користам, нема никаков проблем. После се случи Надеж, еве крај на 2018, последно видео за 2018, ја уште викам дека Надеж е најдоброто видео на мојот канал и не знам дали и кога тоа ќе се смени, али еве до овој момент уште Надеж за мене представува најдобро видео на мојот канал, најискрено и најсе. Така да ако некој уште не го гледал Надеж, нека го гледа. После се случи едно преубаво лето во Тиват, во Црна Гора, каде што имав некои преубави денови. После се случи Balkan Tube Fest 2018, каде што бевме со Марко и тие денови во Белград. Не знаете колку добри спомени ми носат и на мене и на Марко, што едноставно не беше преубав и уживавме секоја секунда. После се тетовирав и достигнав 50.000. Јас некаде во јануари или февруари достигнав 20.000 на каналот, а при крајот на годината, еве ноември беше, јас достигнав 50.000 и ја направив оваа татуажа. Што е голем скок во бројките и сум ви најмногу благодарен и ете во 2019 ќе дадам уште повеќе се од себе за да растеме се повеќе. После направив песна. Уште ми е жал за некои луѓе што не ја сватија песната и многу ми е криво што ете има и не знам колку дислайкови таму, али очекував да има дислайкови и не може секој да ја свати, али ете многу ми е драго што вие ја свативте, вие што ја свативте и се забавувавте со неја, правите секакви мимс и што се не, али ете настани таа песна. После започнав со втората сезона на 90 секунди, што многу долго време, неколку месеци барав правилен начин да продолжам и сега го имам најдобриот начин и ете оди секој петок во 13:00 и сум баш среќен со 90 секунди. И за крај отидовме во Холандија на уживање, на шетање на 8 дена и беше преубаво. Тоа некако е 2018. Кога ќе погледам назад, многу сум задоволен. Кажав дека е професионално најдобрата година за мене и не само професионално, туку и општо како личност пораснав, се надоградив повеќе од било кога, што мене ми е уште повеќе важно. Така да фала ви премногу. Без вас ова ништо немаше да биде оваа година. Вие сте тие што ја пружале таа поддршка и што заедно со мене успеваме и одиме понатаму. 26.1.2019 година е датумот кој гледате дека јас и Марко го споделуваме на секаде, на социјални мрежи, посебно на Инстаграм, сите видовте и реагиравте, кој не следи уште на Инстаграм, нека не следи. 26.1.2019, кога зборам за 2018, не можам да не го спомнам ова, затоа што многу месеци од 2018 ние го спремавме
26.1.2019. Не смеам ништо да кажам, али наскоро еве ќе ви откриеме, не знам точно кој ден, али за недела 2 ќе ви откриеме што точно е тоа 26 за да го најавиме така убаво. Па едва чекаме да ја споделиме и таа вест со вас. Не сакам да употребам некој збор да не нешто ви откриам, али 26.1.2019, памтете го кој датум и што и да правите на тој ден, осигурете се дека на тој ден сте слободни. Толку ќе кажам. Многу сум среќен, не ми замерувате затоа што ќе ме сватите кога ќе дојде време. Извинете што изгледам вака, затоа што сум уште болен, али морав да седнам да го направам и ова видео, да направам си некоја ретроспектива и за себе, да погледнам назад 2018 што направив и да ми даде повеќе мотивација за 2019, да станам уште подобар човек, да се надоградам уште повеќе и ете и професионално да во 2019 да имам уште подолга листа на работи кои сме ги достигнале. Викам достигнале, не само јас, туку сите ние заедно. Фала ви премногу на целата поддршка. Ја завршивме и 2018 година заедно. Во 2019 негде тамо јули ќе биде и 3 години како сум на YouTube, сега сум еве 2,5 скоро, не се ни цели 2,5. YouTube ми го смени животот и колку и тоа развучи клише, YouTube ми го смени животот и се надам дека уште повеќе ќе го менува натака. Се надам дека ова видео го изгледате до крај, се надам дека не ви беше досадно и дека ви беше интересно така да се навратиме заедно, затоа што е важно видео и е важно да се потсетиме на сите работи. Уште еднаш фала ви најмногу, не знаете колку многу ве ценам и ја ценам вашата поддршка. Ве сакам најмногу и неам со нешто да наздравам, али имавме многу успешна година и се надам дека во 2019 ќе имаме уште повеќе причини за радост и за славење и за што се не. Уште еднаш фала им многу, ставете лайк на ова видео и не заборавајте да се субскрајбнете на мојот канал. Ние се гледаме во 2019 и ние се гледаме со многу работи. Едва чекам. Останете ми најдобри. Грижете се за себе и за своите најблиски. Секогаш гледате да бидете подобрата верзија од себе. И така. Останете се тоа што се и не се менувате за никого. Тешко ми е да се одјавам и да ставам крај на ова видео, али еве се форсирам да го одјавам, зашто знам дека ако не го одјавам можам да зборам уште многу минути, така да фала ви уште еднаш премногу, ве сакам. Чао, се гледаме 2019, не можам да дочекам. Чао.